А Скопјани веќе научија дека во вакви невремиња најмногу помага среќата. Оти сето друго требало навреме да се превенира за да нема последици како на градот да му се случила катаклизма. Вчерашниот оркански ветар ги соголи сите повеќе децениски проблеми во Скопје. Како што вели нашата Анита Стојковска во новата колумна, природата удри по слабостите на Скопје. Останете тука за најновите содржини во 3 минути само на едно место. Невремето направи голема материјална штета. Досега според пријавите оштетени се 117 возила, 35 покриви, паднати се 189 дрва, 7 семафори, пријавени се 5 пожари и 15 повредени лица. Оштетени се повеќе објекти од витално значење, меѓу кои објектите на основното јавно обвинителство, комплексот Вила Водно, меѓународниот аеродром во Скопје, аеродромската полициска база Петровац, објектот Нова Македонија, како и објектите на Министерството за финансии, Министерството за земјоделство и јавното обвинителство. Невремето остави последици во повеќе градови низ државата. Орканскиот ветер од вчера струши дрвја и покриви, но не и рекордот за најбрз ветер во Македонија. Направивме интервју со дежурниот синоптичар од УХМР. Максималната измерена брзина на ветер во Македонија е 150 км на час. Вчерашното силно невреме што го зафати северниот и источниот дел од земјата, вклучително и Скопската котлина, донесе ветер со брзина од над 130 км на час. Ова се вообичаени процеси за овој период од годината, велат од УХМР. Активирани се кризните штабови на град Скопје и на повеќето градски општини и отворени телефонски броеви каде што граѓаните можат да ги пријавуваат направените штети. Трагедија во Кичево. 37 годишен маж загина во пожар во стан. Зголемено ниво на арсен во водата во Валандово. Да не се пие додека не се утврди дека е исправна. Од предпријатието за слободен печат велат дека моменталното ниво на арсен во водата изнесува 14, а максималната граница е 10. Земени се нови мостри и резултатите од нив ќе бидат готови во петок. Слободен печат дознава. Водоводната мрежа во Гостивар може да се врати во функција за 1 до 2 недели, доколку вработените во јавното предпријатие Водовод Гостивар соработуваат со тројцата експерти испратени од Скопје за да ја поправат состојбата со водоводната мрежа, која беше контаминирана со фекалии. Тогаш за 1 недела водата може да се врати во состојба да биде исправна за техничка употреба, а за 2 недели би можела и да се пие, дознава Слободен печат од инволвирани во процесот. Доктори кои не се епидемиолози и инфектолози да не даваат совети заради лајкови, вели Клековски. Министерот за здравство Сашо Клековски апелираше граѓаните да ги следат официјалните упатства и канали за информирање по состојбата со водата за пиење во Гостивар. На државава се гледа како на идна членка на Унијата, вели евроамбасадорот во земјава Михаилис Рокас. Според него постојат 3 клучни области на кои земјата треба да остане посветена, а една од нив е владењето на правото. Рокас нагласи дека е особено важно судството да биде кадровски и финансиски зајакнато и ослободено од политички влијанија. Стравотно невреме во Босна и Херцеговина. Гром усмрти десетици овци. Паѓал град со големина на тупаница. Невремето во бројни делови од земјата резултирало со одрони паднати дрвја и со отежнет сообраќај, а во некои подрачја била предизвикана и значителна материјална штета. Иран лансираше дрон кон американска база со ликот на фудбалската звезда Јамал, како држи палестинско знаме на кое пишува: "Светските шампиони се со Палестина". Украински дронови нападнаат центар на најголемиот руски онлайн трговец Wildberries. Повредени се најмалку 15 луѓе. Ова е втор напад врз објекти на компанијата за само 4 дена. Украина ќе извезува дронови во САД за програмата на Пентагон.
Следува вознемирувачка содржина. 5 тела на мажи обесени на мост во Мексико. Уште 5 пронајдени покрај патот. Светот чека Кина да го отвори вентилот за гориво. Високите цени на горивата ги зголемија профитните маржи на рафинериите на рекордно ниво во САД и во Европа, а во Азија тие достигна највисоко ниво во последните 2 месеца. Маржите на азиските рафинерии за дизел и авионско гориво се зголемија на повеќе од $65 за барел, од нешто над $20 пред почетокот на војната. Авион на Пан Ам, што се урнал пред 74 години, е пронајден на дното на Атлантскиот океан. Родната куќа на Адолф Хитлер стана полициска станица. Во зградата долго време се наоѓала гостилница, а на горните катови имало станови. Хитлер пораснал во еден од нив. Доналд Трамп сака Џани Инфантино да стане нов генерален секретар на Обединетите нации. Махатма Ганди доби спомен биста во музеот на град Скопје. Лина Ѓорчевска ќе игра во квалификациите за САД Опен. А од убавите вести, денеска издвојуваме. Велемајсторот Звонко Станојовски испиша историја како прв ветерански првак на Македонија во шах. Триумфираше на турнирот што се одигра во Негорски бањи. Браво! Толку од мене, многу повеќе на slobodnpečat.mk. Се читаме.